Здраво на сите, јас сум Александар Маџаровски или Читачот и во ова видео посветено на европската литература во фокусот ќе биде една земја на далечниот северозапад на Европа, а тоа е Исланд. Исланд е една мала земја, всушност и не е мала земја, тоа е еден прилично голем остров, меѓутоа мала земја во однос на бројот на жители, затоа што на Исланд живеат вкупно 360.000 жители, од кои претпоставувам половината од прилика живеат во Рејкјавик, главниот град, и во околината. Исланд за мене лично во однос на музиката, барем и на литературата, е феномен. Феномен не толку според квалитетот на оно што се твори и што се прави таму, иако квалитетот не заостанува воопшто, и на Исланд се пишуваат одлични книги и се прави многу добра музика. Меѓутоа, сразмерот меѓу тоа колку луѓе живеат на Исланд и колку се твори продукцијата е навистина зачудувачки, затоа што некој рекол дека на Исланд речиси секој 10 човек ќе во текот на својот живот ќе објави роман. Исто така, значи таму има писатели кои што се преведувани на англиски и се читани низ целиот свет, значи имаат цела своја собствена сцена и интересно што пишуваат за многу мала публика, само за неколку стотини илјади луѓе, и тоа го негуваат јазикот, го ценат и се пишува. Повеќето од писателите имаат некаква друга работа, иначе не се само професионални писатели. Бендови, значи за музика, таму и се излезени Sugar Cubes, бендот на Björk, Sigur Rós of Monsters and Men и многу други бендови. И меѓутоа не мислам дека тоа е случајно, не мислам дека таму има добра литература и таква љубов за книгите случајно. Размислував и мислам дека има две главни причини зашто е тоа така. Едната се временските услови и долгите зими во кои што луѓето биле дома и тоа било погодно место и момент за раскажување, најпрво орално прераскажување на тие стари приказни, а подоцна и во пишана форма читање книги. Значи има таа традиција, за Божиќ особено се подаруваат книги, тоа е традиција, па се дискутира на пауза, например, додека си на работа, па на пауза се дискутираат, или кога се собрани дома луѓето се дискутира за тие книги. Меѓутоа другата причина мислам дека се исландските саги. Сагите се едни епски приказни со викинзи, со освојувања, со големи потфати, патешествија. Сагите се нордиски феномен, значи северен феномен, скандинавски феномен, меѓутоа најпознати од тие саги се исландските саги. И интересно е, тие се покриваат действија кои што се случуваат некаде меѓу 9, 10 и 11 век, пример, а се пишувани 13, 14, 15 век. И мислам дека сагите се културно, литературно наследство на исландјаните и дека сигурен сум дека играат голема улога во тоа зошто литературата е присутна и почитувана и ценета во Исланд воопшто. Во 20 век, например, Исланд има еден голем писател, светски писател, Халдор Лакснес, кој што има добиено Нобеловата награда и се смета за најдобар писател на Исланд во 20 век. Тоа е нешто што Кнут Хамсун, например, за норвежаните и во Норвешка исто така Нобеловец, малку контраверзна личност, меѓутоа одличен писател, значи од таков писател од таков калибар, меѓутоа и денес многу се пишува на Исланд, се пишува во разни жанрови, има цела сцена на крими, трилер, хорор приказни, пример мистерии, има секакви стилови, меѓутоа сепак има одреден белек исландската школа или сцена, би рекол. Има многу писатели, има писатели што се преведувани на македонски, најчесто од англиски, значи може да читате повеќе писатели, меѓутоа јас решив да одберам тројца писатели кои што мислам дека се едни од најдобрите современи исландски писатели во моментов. И накратко ќе кажам за секој од нив по неколку збора. Првиот писател за кој што сакам да зборувам е Сјон. Сјон е една многу интересна фигура, два пати има дојдено во Македонија, затоа што е поет, има учествува на Струшки вечери на поезијата, исто така беше пред неколку месеци на Букстар фестивалот, една вечер беше посветена на него, имав прилика да го запознам, и тој е писател, поет, меѓутоа и е текстописец, пишува, добар пријател со Björk, има пишувано текстови за незини песни, има либрета за опера пишувано, че соработува со режисери, со музичари, е многу сестрана личност во однос на уметноста. Романот со кој си има пробиено веројатно негов најчитан роман е Сината лисица. За Сината лисица има добиено Нордиската награда за литература. Ова е еден
многу елегантен, многу добар роман, краток роман, минималистички, елегантен, стилски, одлично напишан, во кој што има елементи на бајка, на мит во него. Нема да ја раскажувам приказната, значи се случува некаде во 19-тиот век. Има еден свештеник кој што е во потрага, па ја лови таа сина лисица, има уште една друга фигура која што е клучна во сето тоа. Ова е роман кој што секој треба да го прочита, краток роман, меѓутоа секоја реченица е одмерена, дотерана и мислам дека може би и најдобриот негов роман, меѓутоа не сум ги читал сите негови романи па да можам да кажам. Друг роман кој што излезе неодамна на македонски е Пченкарно златна коса, сиви очи. Ова е сосема поинаков стил. Тука се занимава со една многу интересна тема и важна тема всушност. Зборува за едно момче во 60-тите години, исландјанец, кој што решава да направи поддружница на нацистичката партија. Многу објективно он се осврнува на неговиот живот и пробува да разбере каков профил на човек би можел да го направи тоа, да биде симпатизер на нацизмот, и многу објективен приказ, исто така кратка приказна, меѓутоа и важна приказна, особено поради влијанието на крајната десница во денешно време. И мислам дека еден од мотивите на Сион му било тоа дека да проба на објективен начин да покаже дека и денес живее таа идеологија, за жал, и во 60-тите живеела и проба да даде на објективен приказ на човек што би се приклонил кон таа идеологија. Одличен роман. Последниот роман од Сион, кој што го има на македонски, е Од устата на китот. Ова е друг вид на приказна, исто така, значи Сион е разновиден писател. Овде се зборува за еден исцелител, надрилекар, и до 635 година, отфрлен, значи избркан од заедницата, и случувања со магии, со разни магиски предмети, обреди, ритуали, разни сцени. Значи ова е исто така интересен роман, еден од неговите најчитани романи. Другиот писател за кој што сакам да зборуваме е Андри Снаер Магнасон. Андри Снаер Магнасон има неколку романи напишано, е многу интересен лик, исто така сите романи му се со некој поразличен стил од другиот, и е голем активист и поборник за креање на свесноста во однос на климатските промени. Има книга со есеи на таа тема напишано. Мислам дека најпознат негов роман е Love Star, мислам дека го има на македонски, во превод на македонски. Тоа е една дистопија во однос на како влијае IT, технологијата и вештачката интелигенција во однос на луѓето и нивните односи и така натаму. Вториот негов роман кој што е доста читан и познат е Магичен ковчег. На англиски е преведен како The Casket of Time. Тук всушност тоа би било временски ковчег или ковчегот на времето, и се зборува. Ова е приказна која што се одвива во иднината, меѓутоа се работи со тоа луѓето влегуваат во едни капсули и ковчези на некој начин и се замрзнуваат чекајќи да подобри времиња, подобри економски услови за да излезат. Неколку деца успеваат да по некаква игра на сплетна околности да излезат од тие капсули. Те се обединат под водството на една постара жена која што им раскажува една бајка, една приказна за многу одамна, во која што еден цар се обидува својата ќерка Обсидијана да ја стави во една таква капсула, фино искаена, во која што времето не може да продре и таа за секојаш ќе остане млада. Ова е една исто така книга за млади, меѓутоа мислам дека на сите може да уживаат. Не е весела, не е ведра книга, има мрачни моменти, меѓутоа е и филозофска промисла за времето, за тоа како се однесуваме со времето, со планетата, и е многу фин роман. Друга книга од Андри Снаер Магнасон, која што мене ми е фаворит, ја навистина многу ја сакам, и може да најдете на мојот канал читачот видео посветено на оваа книга. Тоа е Приказна за сината планета. Ова исто така една мала книга со илустрации, и ми е прв пат во Исланд за оваа книга е доделена нивната најпрестижна награда за најдобар роман, на книга за деца. Многу освестувачка, многу интересна приказна за една сина планета во која што живеат само деца и уживаат
до бескрај, се додека не дојде еден човек, еден возрастен човек да им понуди уште повеќе забава во замена за нешто што ќе го побара од нив. Одлична приказна, и ова мислам дека приказна која што секој треба да ја прочите, јас би ја направил и задолжителна лектира. Тоа е Андри Снајар Магнасон, кој што исто така пред неколку години си има кандидирано за премиер на или председател на Исланд и има завршено на трето место. Малку тривија. Последниот писател за кој што сакам да зборувам е Јон Калман Стефансон. Јон Калман Стефансон неговиот стил е поинаков и веројатно најмногу ме потсеќа на Исланд кога ги читам неговите книги. Најпознат е по неговата трилогија Рајот и пеколот или Помеѓу Рајот и пеколот. Тоа е една трилогија во која што се зборува за едно момче и ова е првиот дел од таа трилогија. Баш насловот на првиот е Помеѓу Рајот и пеколот. Се зборува за едно момче, неименувано момче, кој што ќе излезе на море, ќе го загуби најдобриот пријател таму и подоцна почнува неговото патешествие, се враќа во селото кај што дошло да врати еден предмет, една книга и низ трите дела го следиме неговото патешествие. Ова е средбата на човекот и природата, средбата на борбата меѓу човекот и природата, суровоста на морето, животот на тие рибари, на тие селани во тоа време. Зборуваме за некаде почетокот на 20-тиот век отприлика. Момчето се враќа во тоа место во кое што сваќа дека има и други луѓе кои што се изолирани, аутсайдери, отфрлени можеби, влегува во тоа друштво на луѓе. И меѓутоа вториот дел исто така го има на македонски, овие се во издание на Антолог Солзите на ангелите. Ова е продолжението, а третиот дел чекам да излезе, а третиот дел допрва треба да излезе на македонски, така ќе се комплетира целата трилогија. Стилот на Стефансон е многу поетичен, многу евокативен, има прекрасни описи, користи слики кои што навистина зборуваат и во неговите описи на природата, на атмосферата која што долова е потполно нордиска и исландска и навистина Стефансон има одличен стил. Значи тоа е нешто сакав да го кажам во ова издвојување на тројца исландски автори кои што сметам дека се одлични, ви ги препорачувам да ги прочитате и се гледаме со наредното видео. Поздрав и чао!